Почитувани гледачи, ви упатувам покана да го проследите новото издание на емисијата Профит. Предприемачките и лидерски вештини се неопходни за да може да се очекува успех и развој во бизнисот. Во македонското стопанство имаме успешни примери на лидери и собственици на компании кои што со својот развој ги донеле компаниите до врвот. Токму ова издание на емисијата Профит го посветуваме на вакви примери преку кои што ќе се обидеме да мотивираме за сите оние кои што се дел од бизнис светот и кои што се обидуваат да ги развиваат и да напредуваат со своите компании. Лидерството е клучно за да може да се очекува развој, а најавата нека биде доволен повод да ве поканам да останете заедно со нас во ова издание на емисијата Профит за да ги споделиме содржините. Што ќе гледаме во емисијата Профит на тема предприемачки и лидерски способности за развој на бизнисот. Предприемачките и лидерски способности се клучни за успехот и развојот на бизнисот. Докаде може да ја доведе својата компанија предприемачот кој има лидерски способности? Каков е патот до успехот на една предприемничка и иновативна фирма? Имаме ли примери за предприемачи кои создале своја бизнис империја? Има плодна почва во Македонија да се успее во бизнисот. Јас почнав од еден вработив, зенитот беше 420 вработени, со скромни средства почнав, а за 15 години скоро 300 милиона евра економски обртај. Предприемачките и лидерски способности на менаџерот се клучни фактори кои влијаат на севкупниот просперитет кој може да се постигне во една компанија. Во македонското стопанство може да се посочат успешни примери на менаџери кои со својот развоен пат успеале да ги издигнат компаниите до големи брендови и лидери во дејноста во која работат. Во емисијата ќе направиме анализа и ќе го илустрираме тоа преку пример за менаџер кој го издвојуваме и компанија која успеала да постигне развој благодарение на силната визија, предприемачката способност, изградените менаџерски вештини и лидерството. Успехот кој е верификација за работата и постигнувањето во неколку сфери се докажуваат со моќта и влијанието кое го има менаџерот и лидерот во развојот на компанијата. Компанијата Адора Инженеринг како наш избор и нејзиниот собственик, менаџер и генерален директор со својот тим покажуваат дека се успешни во своето работење на сите нивоа. Тоа го потврдија и со одбележувањето на своето 15-годишно работење под брендот на Адора Инженеринг, 40-годишното работење на генералниот директор професор доктор Ванчо Чифлиганец, со пуштањето во употреба на најголемиот елитен стамбен објект во Македонија, Флет Ајрон, и со наградите како круна на нивната долгогодишна успешна работа. За да се потврди ова, ќе започнеме со големото постигнување на компанијата, со новиот урбан символ на Скопје, успешната приказна за Адора Флет Ајрон. Градежната компанија Адора свечено го отвори комплексот Адора Флет Ајрон Скопје, со што Македонија доби нов уникатен урбан символ во срцето на метрополата. Во централната урбана зона на Скопје свечено беше отворен новиот стамбено-деловен комплекс кој е круна на 15-годишното успешно работење на градежната компанија. Во присуство на голем број станари и гости со хорска музика и голем огномет, објектот го пуштија во употреба генералниот директор на Адора Инженеринг, доктор Ванчо Чифлиганец, вице-премиерот во владата Кочо Ангјушев и поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан. Главната награда, Мазда CX-3, ја добија најсрекните купувачи на стан во објектот Ивана Митровска и Даниел Велиновски.
Првиот човек на Дора, професор доктор Чифлиганец, порача дека објектот кој е резултат на над 2-годишната пожртвувана работа на 400 вредни неимари и искусни стручњаци е надпросечен по цврстината и сизмичката стабилност, по стилот, дизајнот и стандардите за квалитетно домување, со што тој стана нов препознатлив урбан символ која редефинира сликата на метрополата и остава силен печат на современо Скопје. Не може да се заборави, ова ми е на залезот од 40 години работен стаж едно дело, кое беше голи мотив во мојот живот. Сум правил многу дела, али кога проектантите седнаа, кој ги има 6-7 проектанти во Норвежија кои работат повеќе од 10 години, со надворешни професори, експерти, доктори на наука, го направивме тоа дело и сакам на нив и на сите 400 вработени кои работеа макотрпно 29 месеца, на сите еминентни партнери што работеа и работат на овој една голема благодарност. Овој објект е еден од подцврстите објекти на Балканот, Европа, свет и пошироко, а тоа значи на космос. Овде има бетон 51% повеќе од проектираното. Тоа може Европа и свет да ни завидие. Затоа безбедно спиите, сигурно спиите, драги наши партнери, соинвеститори, купувачи, затоа што овде се е продадено со деловен простор и паркинзи 86%. Значи, од аспект на статиката, на сврстината, бидете сигурни. Имаме енергетска А класа со резерва 10%. Имаме материјали еколошки што во Европа ретко се стават, да не кажам. Значи, имаме најдобрата фасада, најзацврстата фасада. Имаме акустиката. Имаме ги сите стандарди и надстандарди во развиена Европа и светото. Овде имаме противпожарно, имаме еколошки природен паркет. Овде под овој објект има 300 активни, функционални високи паркинзи и горе 100. Имаме 3400 квадрата деловен простор и 20.000 квадрата нето површина. Приближно имаме 50.000 квадрата бруто развиена површина. Сите стандарди овде се применети. Овде са потрошени 21 милион евра и над околу 45 милиона финансов економски обрати. Тоа значи голем бенефит и државата и вработени секој ден по 300 вработени да има. Денес ние сме горди со ова здание. Овој објект ми беше, стално учествувам на европско и светско првенство. Ова ми беше олимпијада и то олимписка златна медалја да освојам. Ова не за бенефит во фирмата собствена. Ова е престиж надпревар во Република Македонија. Со појавата на Дора Инженеринг сум горд како македонски неимар што ги повлеков стандардите напред, што цените на транспарентните лицитации, а Дора Инженеринг и мојот спортски непроверен дух ги подигнавме високо, да има бенефити државата и општината. Јас со овој објект и Diamond Garden сакав само да се надпреварувам и да го тоа биде една олимписка златна медалја. Во овие 2,5 години, драги мои, научив две работи. Научив дека соништата на вистина стануваат реалност, но исто така потта на 400-тините вредни македонски градители кои дадоа се од себе и максимална пожртвуваност за овој сон да стане реалност, ми беа лекција дека од соништата до реалноста
Тој пат е можен, меѓутоа за тој пат се потребни 1001 непроспиена ноќ и ден без одмор. Навистина немам што повеќе да додадам. Ќе оставам овие 25.000 метри кубни бетон, овие 2500 тони железо, секој милиметар квалитет, секоја трошка иновативност, целата безрезервна креативност вложена во ова здание. Само би сакал пред крајот да најдам некој начин да му се заблагодарам и воедно да ја доовам значењето, улогата, големината на достигнувањето, пожртвуваноста и гордоста која целиот тим на Адора Инженеринг треба да ја чувствува во овој момент. Меѓутоа, пак не би можел да најдам достојни зборови да го опишам овој величенствен тим. Затоа ве замолувам, драги присутни, еден громогласен аплауз за целиот тим на Адора Инженеринг, составен од 400 вредни мајстори неимари, ѕидари, плочкари, инженери, статичари, електротехничари, водоинсталатори и сите останати. Без никој од тие, ова здание денес со кое Македонија треба да се гордее, немаше да биде можно. Македонскиот Флетајрон на само 900 метри од плоштад Македонија кај местноста Стара Рампа е со висина од 58 метри, има 16 катови, мезанини, приземје, потоа 3 влеза, 7 експресни лифтови и распоред по 6 станови на кат по влез, со што нуди хумано домување со приватност за станарите. Објектот има стамбен дел со вкупна површина од 19.400 метри квадратни, 234 модерни домови и 45 луксузни пентхаус станови. Потоа ексклузивен деловен трговски центар со вкупна површина од 3100 метри квадратни со 29 деловни простории и 394 паркиралишта на 3 подземни нивоа. Адора Флетајрон Скопје е инвестиција од над 20 милиони евра, што е најголем поединечен инвестициски проект во високоградбата во Македонија во 2015 година, со економски обрат од преку 40 милиони евра во двете насоки. Во оваа моќна зграда има вградено 25.000 метри кубни бетон и 2500 тони железо, од 40 до 63% повеќе железо, арматура и бетон од проектираното, а армирано бетонската конструкција е 51,5% над пропишаните стандарди и нормативи. Централниот атриум во средишниот дел на објектот со пријатни декоративни елементи и покрив од стакло, освен сино небо и изобилство на природна светлина и свеж воздух, нуди врвна статика што на станарите им гарантира спокој и безбедност во домувањето. Објектот Флетајрон за врвната енергетска ефикасност, збогатена со органска фасада, добија енергетски пасош А класа со кој е верифицирано и користењето на обновливите извори на енергија преку фотоволтаиците за осветлување на заедничките делови и ноќната илуминација. Адора Инженеринг за прв пат во Македонија, во Адора Флетајрон Скопје, воведе систем на звучна изолација со индекс на звучна непропустливост од 53 до 68 децибели, далеку над македонските стандарди за што станарите ќе добијат сертификат за акустичен комфорт. Вице-премиерот Кочо Ангјушев порача дека владата креира поволна клима за економските проекти, а Чифлиганец го посочи за пример како може човек кој немал ништо да создаде успешна бизнис империја. Јас како стопанственик знам што значи да се гради, знам што значи да се биде стопанственик и разликувам два типа на стопанственици. Едните кои што бизнисот го прават исклучиво заради бизнис и заради финансиска корис, и другите кои што го прават со љубов, ама на крајот доаѓа и финансиската корист. Јас лично во господинот Чифлиганец го препознавам вториот тип на стопанственик и посебно ме радува за тоа што само таквите стопанственици прават прогрес во државата. Овој проект е голем проект. Значи во него има инвестирано, слушнавме, на 20 милиона евра, има над 20.000 метри квадратни стамбена површина,
над 4-5 метри квадратни деловна површина. Само вакви проекти прават развој на економијата во државата. Ние како влада можеме да посакаме многу вакви објекти. Она што можам да го кажам дека ќе бидеме партнери во компаниите, ама не во делењето на нивната дивиденда, него ќе бидеме партнери во решавањето на нивните проблеми. Нашите врати како влада секогаш ќе бидат отворени за сите инвеститори, да ги решиме нивните проблеми и да ги охрабриме да прават колку што може повеќе овакви објекти. И сакам да ги охрабрам сите инвеститори да трнат по овие стапки и господинот Чифлиганац е еден добар пример дека почнувајќи од ништо може да се направи империја. Комплексот Адора Флетајрон, инспириран од култната њујоршка икона, изграден во рекорден рок од 2 години, драстично ги подига стандардите за квалитетно домување во Македонија, за што е добитник на интернационалната награда The Beast 2016 во Монте Карло за иновативноста во стилот и квалитетот во домувањето и националната награда за најдобри општествено одговорни практики од Министерството за економија за заштита на животната средина од еко и звучно загадување. Успешните менаџери и лидери можат да се наречат оние кои имаат силна визија и ја позиционираат својата компанија како одговорна кон заедницата во која работат и делуваат, со посветеност и истакнување на силни корпорацијски вредности, како хуманост, поддршка, вложување во дела, кои зборуваат за силната желба да се остави во општеството трајна вредност. Тоа се потврдува и преку примерот на компанијата Adora Engineering, која е општествено одговорна компанија, за што доби признание од највисоките државни институции. Компаниите покажуваат дека создавањето профит не е нивната единствена цел. Тие со етичко и транспарентно однесување имаат повисока цел и се одговорни кон заедницата и средината во која обстојуваат. Adora Engineering е компанија која го круниса своето работење според принципите на општествена одговорност. Во 2017 година компанијата е добитник на 3 национални награди за најдобри општествено одговорни практики, кои ги доби на 10-та јубилејна манифестација на која Министерството за економија и координативното тело ги доделија националните награди за најдобри општествено одговорни практики на македонските претпријатија 2017. Компанијата која паралелно со успешниот развој во високата градба 15 години гради традиција на препознатлива општествена одговорност, ги доби највисоката награда меѓу големите компании, статуетка за однос кон животната средина, плакета за вложување во заедницата и јубилејна награда за најголем број добиени награди за најдобри општествено одговорни практики во изминатата деценија. Adora Engineering во 15 годишното постоење има издвоено околу 3 милиони евра за реализација на општествено корисни проекти, во кои има вложено многу љубов за изградба на подобро, поздраво, посрекно и похумано општество со еднакви можности за сите, за што од страна на Министерството за економија има добиено 15 национални награди за најдобри општествено одговорни практики во различни категории. Успехот на компанијата може да се гледа уште во стратешкото поставување на принципот на општествено одговорно работење, што го поставил менаџментот. Етичкото, транспарентно и хумано работење и делување се нивни определби во работењето. Во таа насока и нивните ставови, искажани во рамките на свечениот чин на доделување на наградата на Министерството за економија и Националното координативно тело за општествена одговорност. Најпрво сакам од името на сите вработени на компанијата Adora Engineering да го честите овој скромен, но голем, хуман јубилеј од страна на Министерството за економија, затоа што Adora Engineering 15 години во континуитет е посветено, вложуваме во вие општествени одговорни практики, вложуваме во заедницата. Adora Engineering е чест и обврска и одговорност што за овие 10 години вложувањето во заедницата, во примената на овие општествени економски практики го
забележува Министерството за економија и вие, еве, оваа мисија, затоа што ние за овие 10 години, како одеше работа, така и вложувавме во заедницата. Имаме со љубов, со хуманост, со почит према заедницата, над 3 милиона евра донирано во еколошки проекти, во хумани проекти, а за тоа возврат не уште повеќе потикнува. Министерство за економија добивме за овие 10 години 15 признанија пред се. Имаме 7 признанија за животна средина, имаме за екодомови, еве и минатата година една целосно пожарена куќа, ние знаевме за неполни 3 месеца луѓето да ги вратиме во топли домови. Со еден збор Министерството за економија оваа мисија претвори кај нас како хумана мисија, како љубов да вложуваме во заедницата, али кога ги добиваме овие признанија, за нас представува уште поголема обврска, одговорност, потик да се надпреваруваме. Еве и овој денешен чин, оваа свечена седница е за мене голема врска и одговорност како Адора инженеринг, паралелно со работата да вложуваме во заедницата, што повеќе да учествуваме во овие општествено одговорни практики. Јас со еден збор би рекол, колку човек повеќе вложува, толку повеќе од сработеното добива. Значи, ние во континуитет 15 години вложуваме во заедницата, колку растевме во вложувањето, толку и онаа од сработеното добиваме. Уште еднаш честитки за Министерството за економија, за сите овие ентузијасти и за сите добронамерни граѓани што го препознаваат вложувањето во заедницата. Ако ова не биде, сигурно потикта, љубовта ќе биде помалку. Кога во стратегијата се втемелени принципите на одговорно работење и посветеност кон заедницата и своите клиенти, вработени деловни соработници, животната околина, тие стануваат водилка кон идните активности и проекти. Во таа насока продолжува и компанијата, а за нивната стратешка определба своите ставови ги искажа и во рамките на свечениот чин на доделување на наградата на Министерството за економија и координативното тело за општествена одговорност. 10 години славиме од доделувањето на Националната награда за општествена одговорност, а изборот на една од компаниите заслужено, која што годинава 3 признанија, низ годините 15 признанија. Од тука вашиот впечаток за се она што е општествената одговорност за вас како компанија и пристапот во понатамошниот период. Благодарам. Овие 3 добиени награди денес се од особена чест и гордост за нас во Адора инженеринг, бидејќи представуваат валоризација, потврда и продолжување на нашето општествено одговорно однесување или односно идеологија, кое што низ изминатите 15 години прерасна во корпоративна навика, а тоа е спроведувањето на концептите Адора секогаш ви нуди повеќе од дом и заедницата пред се. Оваа година сме добитници на 3 признанија во конкуренцијата на големи компании. Првата награда е во категоријата вложување во заедницата, односно се однесува за нашиот проект или добар гест. Тоа е безгрижна старост за семејството Трајкови во Дедино. Се работеше за несреќен случај во кој семејството Трајкови од Дедино, село Дедино, општина Конче, кој што воедно е мојот и родниот крај на целото мое семејство, во несреќен случај комплетно го загуби својот дом во пожар. Целиот настан најде на огромна медиумска кампања за помош на семејството Трајкови, која што иницијатива на нашиот генерален директор Ванчо Чивлиганец, преку нашата фондација професор доктор Ванчо Чивлиганец, веднаш излеговме во пресрет и одлучивме комплетно да го изградиме од темел нивниот нов дом, кој што, впрочем, им изградивме енергетски ефикасен дом, кој што од нивна страна најде на огромна радост и радување. Втората награда која што ја добивме е во категоријата заштита на животната средина. Како што веќе знаете, сите објекти на Адора инженеринг се енергетски ефикасни уште 5 години пред да се донесе правилникот за енергетска ефикасност.
но Адора Инженеринг одлучи да отиде чекор понатаму и да почне борба против звучното загадување кое што станува се поголем проблем во денешното општество. Во таа насока нашите најнови два сигничар проекти, Адора Flat Iron Скопје, кој што се наоѓа на границата помеѓу Скопски центар и Скопска кисела вода, и нашата Адора Diamond Garden во Скопски Карпош Тафталиџе, ги опремивме со звучна изолација од 63 децибели, која што воедно е 80% над македонските стандарди. Целата технологија ја увезовме од најреномираниот производител на ваква опрема во светот, тоа е Rigips Austria, и очекуваме да им донесе многу придобивки на нашите купувачи веднаш по вселувањето. Одлучивме да отидеме уште еден чекор понатаму, и тоа е воведувањето на зеленото добување во Република Македонија преку нашата Адора Diamond Garden во Скопски Карпош Тафталиџе, или Диамантската градина Адора, која всушност е нашата најнова зграда, која што надворешноста на зградата е инспирирана од зелен дијамант, додека во внатрешноста на зградата ќе се јави буквално зелена градина со изобилство на зелениво, природен свеж воздух и природна светлина, во која што ќе го подобри квалитетот на живеењето на нашите купувачи таму. Третата награда која што ја добивме денес е јубилејна награда по повод 10 години постоење на координативното тело за афирмација на општествено одговорни компании при Министерството за економија, како една од најнаградуваните компании во изминатите 10 години. Адора Инженеринг во изминатите 15 години има добиено 15 национални признанија од овој тип, 7 од нив се за заштита на животната средина, 5 се за вложување во заедницата, имаме едно признание за исклучителен однос кон вработените, имаме 2 јубилејни признанија, едно по повод 5 години од постоењето на координативното тело и едно по повод 10 години постоењето на координативното тело. Адора Инженеринг, како што реков на почетокот, својата корпоративно општествено одговорна идеологија ја пренесе во корпоративна навика. По чив повод во изминатите 15 години во овие намени имаме вложено преку 3 милиони евра, и би сакал да искористам оваа прилика да им порачам на нашите клиенти, кои што воедно ние во Адора Инженеринг ги сметаме за членови на нашата голема фамилија Адора Инженеринг, дека треба да се чувствуваат особено горди, бидејќи да имаат удел во остварувањето на овие добри дела и треба да ги чувствуваат овие награди како свој. За крај би сакал само да порачам дека сите ние мораме да се залагаме за градење на едно поздраво, посреќно и похумано општество со еднакви можности за сите, и дека правиот успех на компаниите во општеството треба да се мери според квалитетот на општеството кој што ќе успеат да го создадат во средината во која живееме и во која делуваат. Општествената одговорност треба да биде начин на водење бизнис. Тоа го потврди компанијата Адора Инженеринг. За да има одржлив развој, треба да постои одговорност. А успехот на компаниите треба да се мери во деловните активности, остварени не само со почитување на законите и прописите, туку и со пристап кој постигнува рамнотежа меѓу економските, еколошките и социјалните цели на начин кој е од полза за граѓаните, заедницата и општеството. Така ќе се постигне и економски просперитет и развој. Успешната приказна на градежната компанија Адора Инженеринг е практичен пример како теоријата може да се подкрепи со пракса, ако гледаме од позиција на влијанието и улогата на менаџирањето, менаџерот и лидерот во една компанија. Се потврдува дека кога предприемачот се стекнува со добри менаџерски способности и знаење, кога прераснува во добар лидер, успехот во компанијата е неизбежен. Во продолжение, резимирано преку теоретски аспекти за менаџирањето и лидерството во компаниите. Менаџерот треба да биде добар лидер. Предприемништвото представува иновирање, финансирање и реализирање на бизнис идеи со цел по економично произведување на економски добра. Предприемачот пак е личност која почнува нови работи и поседува исклучителни карактеристики што ретко кој друг ги има.
Предприемачот треба да прерасне во добар менаџер и лидер, а во една компанија тие се клучни луѓе, главни фактори, иницијатори, креатори и одговорни за целосната деловна политика. Затоа тие треба да се одликуваат со посебни квалитети кои ќе овозможат да бидат идеализирани од луѓето. Нивниот пример на однесување е она што ги прави успешни во раководењето на организацијата. Лидерот како лице кое што го спроведува раководењето има посебна функција и улога во организацијата што му овозможува поголемо влијание врз останатите членови. За да влијае врз другите, неговиот личен пример и во деловното однесување и во постапките во работењето се пример за останатите, за тимот деловните партнери. Посветеноста во работата тајна за успех. Успешните менаџери од компаниите кои постигнале голем развој и напредок велат дека тоа го постигнале мобилизирајќи го целото знаење и стручност, со постојано зголемување на бројот на вработени, нивно усовршување и примена на меѓународните стандарди, постигнување конкурентност и препознатливост на пазарот. Клучот на успешното менаџирање и успешната компанија се должи на постојаниот непосреден контакт со целиот тим и директно на терен соочување со проблемите, каде се раѓаат идеите и мотивацијата за одење напред. Тајната на успешниот лидер е во посветената работа со љубов, упорност, храброст, да се соочи со ризиците и да изгради добар тим за работа. Добриот менаџер, лидер носи успех. Во една компанија може да се постигне успех и развој доколку менаџерот има силни лидерски способности. Тоа го потврдува и теоријата и праксата. Во македонското стопанство лесно може да се воочат примерите каде сопствениците на компании кои се менаџери, но и добри лидери, постигнале голем успех и ги довеле своите компании до врвот во својот развој. Во сите случаи менаџерите како добри лидери покажале дека умеат да ги идентификуваат главните фактори кои влијаат на работењето и развојот на нивните компании и да ги прилагодат техниките на делување и менаџирање кон така осознаените фактори, насочувајќи се кон успех.